She just loves it. Добредојдовте во емисијата за миленичиња пријатели. Ние започнуваме со 4-та сезона. Јас сум Силвана. А јас сум Илче. Ние сме вашите водители кои што ќе ве водат низ оние приубави моменти поминати со вашите миленици. Кога ќе се споменат птиците, она прво на кое што помислуваме секогаш е слободата, доаѓањето на пролетта, нивната милозвучна песна и секако топлите гнезда. Птиците се двуножни, топлокрвни животни, чие тело е покриено со пердови, а воедно предните екстремитети им се шупливи коски кои што се оформени во крила. За да научите нешто повеќе за птиците, ние ја посетивме ревијалната изложба во Битола, а вие погледнете го нашиот следен прилог.
наоѓаме на ревијалната изложба за птици, која што е организирана од страна на Сдруженијето за заштита и одгледување на птици Бил од Битола. Со нас е Владе, кој што е еден од организаторите и секретар на Сдруженијето. Здраво, Владе. Здраво. Пред се кажи ни по кој пат се одржува оваа изложба во Битола. Прво благодарност еднаш до вас што ја посетивте оваа наша манифестација. Значи, ова е ревијална изложба во организација на Сдруженијето за заштита и одгледување на птици Бил. Се одржува, ајде можем да кажем почетнички, затоа што долги години уназад се паузираше. Иначе во сите овие години постоење Сдруженијето досега било 2 пати домаќин на орнитолошки шампионати на Македонија и има одржано 2 вакви ревијални изложби. Ова е веќе втора. Колку години опстои ова Сдружение? Сдруженијето постои од 97 година, значи е полни 17 години, активно е во сите овие години со одгледување на птици, освен во одгледувањето и во заштитата на птиците, одржување на вакви надпревари, ревијални изложби, а нормално и посета на сите изложби оние кои што се организираат на ниво на Македонија. На оваа изложба колку учесници има и најчесто кој вид на птици се застапени? На изложбата, значи, моментално имаме околу 20 учесници одгледувачи, со околу 130 експонати имаме моментално. Најзастапена раса која се кај нас се одгледува се канаринци во боја. Дефинитивно, значи и претежно изложбата е во знак на птици во боја. Понатаму има папагали, екзоти и слично. Дали во Сдружение учествуваат луѓе кои што се само од Битола или на ваквите изложби се појавуваат и учесници од другите градови? Вака, значи ова е изложба од ревијален тип, од отворен карактер, значи имаат можност да учествуваат и учесници одгледувачи од другите здруженија ширум Македонија. За жал ова изложба, пошто е кај нас малку почетничка, имаме само излагачи од нашето здружение, од Битола и од Кавадарци, пошто имаме членови и таму. Кажете ни кој е најспецифичниот вид кој што ние во Битола ги имаме, од страна на ете канаринците може би? Претежно, кажав, значи кај нас има одгледувачи на канаринци во боја, застапени се повеќе раси на тие канаринци. Можам да кажем, во последниве години се донесени набавени птици кои што се одгледуваат и кои што се доста специфични за одгледување, некои нови раси типови на канаринци. Веќе можам да кажем дека птичарството кај нас во Битола веќе зема се поголем замав, тоа се гледа и по бројот на членови кои што го има здруженијето, значи веќе имаме 40 активни членови. Сега недостаток е малце она друга раса, папагали, екзоти и слично, имаме неколку одгледувачи кои што се почетници. Ево јас сум исто во таа категорија, значи одгледувач на папагали, веќе 15 на години се занимавам со таа работа. Се надевам во иднина дека ќе имаме и повеќе такви одгледувачи на тие раси, папагали, екзоти. Така, бидејќи ни кажавте дека и самите одгледувате птици, кажете ни од каде вас ви себе љубовта да ги одгледувате токму баш птиците? Онака спонтано, значи љубител на општо на животни, цел живот, онака пред 15 на години особено ми беа љубов папагалите, почетнички, со еден пар почна па понатаму се развиваше сето тоа. И нели како што преминувате во посериозен одгледувач, така растат и апетитите за се поквалитетни птици, па ево стигнавме до некој стадиум, можем да кажем, кај што веќе имаме врсти кои што се ретки и на самиот Балкан, нели, во одгледувањето. Кажете ни колку е тешко да се одгледува птица во дом? За оние гледачи кои се уште не се одлучиле, значи да чуваат птица, колку тоа има позитивни и негативни страни? Позитивни сигурно ги има мал милион, а нормално и негативни тука. Во секој случај, значи секој некој кој што има желба да чува птица како милениче мора да биде спремен на неколку работи. Обично најчести прашања на луѓето се дали птицата ќе валка по дома, колку често треба да се храни, колку внимание да се посвети. Сето тоа си бара самата птица, значи тоа е живо суштество, нели пред се, и мора да бидат спремни на сите тие ситуации да посветат дел од денот внимание на самата птица. Колку
колку овој звук кој што тие го испуштат, можеби на почетокот е така милозвучен, но дали со текот на времето почнува да пречи или едноставно луѓето во домот се навикнуваат на тој звук? Пред се зависи од која врста на птица ќе се одлучат да ја чуваат, нели? Нормално ако чуваат канаринец, песната на канаринците е познато дека е мелодична, звучна, убава. Сега доколку се одлучат да чуваат папагал на пример, во тој случај она нивно крештење малку смета, али тие имаат па други предности, може повеќе да се спитомат, да се галат и слично. Кажете ни кои се наредни активности кои што ги планирате со Сдруженијето? Сдруженијето е активно преку целата година. Сега еве овој период можем да кажем околу изложбите, посета на орнитолошкиот шампионат на Македонија кој ќе биде во Скопје во декември. Имаме неколку одгледувачи кои што ќе ги такмичат своите птици таму. Па понатаму активностите продолжуваат и околу заштитата на птиците, значи имаме зимско прихранување на диви птици пејачки во природата, имаме пролетно прихранување кога педат млади и слично. Значи активностите не застануваат, но сме активни. Канцеларијата работи секоја недела, значи во петок од 19 часот, па сите оние членови, сите оние одгледувачи кои што сакаат да се зачленат или да учествуваат на работилниците, може да посетат канцеларијата во местната заедница да ме Веќе ни кажат дека во декември во Скопје ќе се одржи орнитолошкиот шампионат на Македонија. Кажи ни нешто повеќе околу категоризација и оценувањето на птиците. Да, значи нашето здружение ќе учествува таму неколку одгледувачи, веќе има спремни птици за надпреварниот орнитолошки шампионат. Ќе биде во декември во Скопје едниот дел, а другиот дел ќе биде во Струга. Сега околу тоа е поврзано со на категоризација на птици која што ја споменавте. Шампионатот е организиран во 3 категории, значи птици во боја, тоа се канаринци во боја, папагали, екзоти, птиците од класата на фауна Европа и украсни подполошки. Тоа ќе биде организирано во Скопје. Другиот дел е птици за песна, значи птици за песна малино, канаринци за песна малино и канаринци со наметната песна славојари. Она што ќе се одржи во Струга е птици за песна малино, а во Скопје ќе биде за славојари. Исто имаме во Струга еден учесник од Битола, кој што ќе се надпреварува со своите птици во таа категорија на песна малино. Сега околу оној начин на оценување, нормално, ке птиците за песна се оценува песната, начинот на изведување на гласовите, околу тоа постои специфичен тренинг на самите птици, нели се спремаат во затемнети простори, пред судијата треба веднаш да почнат да пеат. Се оценува секој глас поединечно, на кој начин го пее птицата, квалитетот на гласот, длабината и слично. Околу оние птици со наметната песна славојари, тоа се школувани канаринци кои што пеат славејска песна и исто специфичен начин на спремање на тие птици, секој глас кај нив поединечно се оценува, додека кај птиците во боја, значи се оценува бојата, квалитетот на пердови, начинот на обоеност на птицата, секоја раса, секоја птица има карактеристични ознаки кои што треба да ги нели како стандард да ги исполнува, и тука морам да споменам дека на тој шампионат ќе се оценуваат и позитурни канаринци, значи птици за стас, што за жал кај нас во Македонија ги има многу малку, има малку одгледувачи на такви птици, али ево се надевам во некој нареден период во иднина дека ќе има повеќе заинтересирани за таа класа на птици. Кажи ни нешто повеќе како самите одгледувачи ги тренираат канаринците да пеат. Веќе ни кажа дека постои таква категоризација на птици. Да, значи оние канаринци кои што се оценуваат за песна, еве конкретно малино канаринците, начинот на спремање, реков, е малку специфичен. Значи сите оние млади птици кои што ќе се изведат во текот на годината, рано пролет и слично, прво кога ќе почнат да се оформуваат, се школуваат со така наречени учители. Тоа се веќе искусни птици, постари птици кои што имаат убава песна, кои што ги содржат сите гласови од таа песна, ги пеат на квалитетен начин. Сега младите птици учат од учителот, нели? Има начини на спремање колку тие добро ќе ја совладаат песната, и тука веќе се почнува во тој период со сама селекција. Нели, оние птици кои што добро ги прифатиле гласовите, пеат убави гласови, веќе одат во понатамошно
понатамошно спремање, додека останатите птици мора да се отстранат во смисла да не расипат песната на другите млади птици, нели? Понатаму, откако веќе добро ќе ги стренираат сите гласови, спремањето на тие птици оди со затемнување. Тие птици се стават во темна просторија и некаде околу месец и пол седат во темни простории. Дневно излегуваат околу 20 на минути. Се вадат на светлина за да ја испеат својата песна и повторно се враќаат во темна просторија. Целта е да птиците не се усилат на брзина, значи тивко да ја пеат песната и нели нормалното е еден тренинг за кога од темна просторија на самото оценување ќе се извадат пред судија и веднаш да започнат да пеат, затоа што нормално следи дисквалификација доколку птицата во први 10 минути не започне да пее. Оценувањето го вршат искусни судии. Ова година имаме судија од Хрватска, господинот Александар Арсич, ценет судија во Европа, можам да кажам, судеше и на светски изложби. Така да оваа година има и доста, можам да кажам, добри птици, онака во контакт со тие одгледувачи кои што ги имаат оваа категорија на птици, можам да кажам дека има доста квалитети, ќе биде висока конкуренција. Сега околу и втор тип на птици кои што кај нас одгледуваат за песна славојари. Со наметната песна, таму начинот на спремање малку поинаков, тие учат повеќе гласови, кои што не се чисто само славејски, значи тука има и од останати птици гласови. Начинот на спремање кај нив исто се врши и со учители, а и преку нели оние снимени CD или касети, веќе мислам да се користат такви работи. Така да начинот подготовката е слична, исто и тие се затемнуваат и слично, исто на ист начин треба да излезат пред судија, да го испеат своето, да бидат оценети. Сега она систематика на оценување кај нив е малку поразлична, повеќе пошто се повеќе гласови и слично. А во однос на бојата, каков тип на бој најчесто се појавуваат на канаринци? Па во светот досега се признаени преку 100 раси на канаринци во боја, значи... Кои ги имаме најзастапени во Македонија, што се појавуваат вака на изложби? Па ги имаме доста застапено канаринци раси во боја, значи она боја, ако гледаме како боја, значи црвени, жолти, бели и сиви, бруно, нели? А инаку, освен бојата, тие се категоризираат и преку шараноста, значи цртежот на самата птица, и тука исто се признати доста раси по светската стандардизација на птици. Ти благодарам, затоа што еве ни даде едно обширно интервју, како сакувам уште многу вакви успешни изложби. И на сите луѓе кои што денес не успеа да ја посетат изложбата во Битола, еве ми ја најавивме, а онај шампионат кој што ќе биде одржан во Скопје, па токму затоа следете го. Madam, good morning. Къде на опе? Това ни е кафета ми. О, кафе, не бай се сия. На здраве, кафе. Пали ми Дейвид. Oh, madam, essa кафе не е де он. Инти рахаста, юста цифри. Oh, you like it? Nice. На здраве, кафе. Elite кафе. Little girl. Little girl. Little girl. It's really cold out here. Little girl. Here she comes. Good morning. Good morning. How's my baby? Come on, let's go eat. Come on. Oh, hello. Come on, sweetie. Let's get your bottle.
Go inside. Let's go. Come on. Come on. Come upstairs. That's it. Is this what you want? Get the water warm. Get the water warm. Like all the doors are open. Top it off. Okay, who's hungry? Who's hungry? Good girl. Yeah. All right. What's your little mouth? Got bubbles on your mouth. That's it. Ate it all. It's gone. It's gone. Oh, the noise. Наброи ми ти мене 3 видови на птици. Па соколче, орелче, врапче Добро, на сите ти чеќе му кладеш, ат прилепси. и како да речам, ајде да речам врап. Ова беше уште едно издание на емисијата Пријатели, која што беше посветена на птиците. Па вие гледајте на истото место во истото време наредната недела. Чао, чао!